Создателу на се. Ти знаеш се. Како започна оваа приказна? Како долго трпеливо ме чекаше да дојдам до котата на која сум сега. 1895-та работев 2 представи во Кумановскиот народен театар. Тогаш таму беше директор, Бог да го прости, Јовица Станковски. И потоа 2010 година, 25 години понатаму, покасно во земново време, се сети на мене. Тогаш беше директор на музеот во Кратово. Разговарале со Александар од Министерството за култура и дошле до заклучок дека Тихо треба да седне на престолот на Кокино. Ми се јавија на телефон и првата помисла реков, што е тоа Кокино? Кој сум јас да седнам на Кокино? Дали сум достоен воопшто? Тоа беше првата размисла. Потоа во режија на самиот Бог, на емисија на босанската или на хрватската телевизија, пуштам телевизор и гледам емисија каде се зборува за Кокино и Маркови кули како 2 важни коти, енергетски коти, како што велеа тие. Таа вечер бев во Прилеп кај мојата сопруга, кај во низината семејна куќа. Се качив утре сабајле рано на Маркови кули лично да проверам што се случува, зашто се зборува. По една недела веќе бев на Кокино со Јовица Станковски и кога прв пат ја видов планината, тоа чувство не можам да го заборавам, ми се затресе душава. Првичните доаѓања, да пробам со текстот што треба да настапам, нели кога сончевиот лач поминува низ 2-3 нишани и осветлува еден од предстолите на 31 јули или на 13 мај. Првичното чувство беше, ми се бришеше текстот. Не можев да се сетам што треба да кажам. Едноставно, како оној стих од Библијата, од сега ќе го гледате небото отворено и ангелите како слегуваат и се искачуваат над него. Кога човек е духовно буден, тој сеќава дека постои духовен свет. Длабоко во себе знае дека не сме само тело, дека ние сме душа во која е вдахнат дух животен и имаме потреба од духовна надградба, од духовно општење, од духовна храна и духовен пламен кој треба да се распламти во нас, да не осветли однатре и да го разбуди духовниот човек. Зошто доаѓам на Кокино? Добро прашање. Потоа, за време на мојата докторска дисертација од Добред до театар, имав можност, што така сакаше Господ, да дојдам до таа духовна практика со повеќе луѓе, за да дојдам до таа состојба да го предадам својот живот од потполно владение на Исуса Христа. Во Коринтијаните апостол Павле вели: сега знам нешто. Сега нешто, по нешто знаеме. По нешто пророкуваме. А тогаш ќе знам, кога ќе се представам, кога ќе застанам пред Семокниот Отец, како овде на Кокино, тогаш ќе знам како ме познава тој, како го познава моето срце, да се откријат намерите на срцето. Приказната на Кокино е најстарата обредна драма. Драмата за животот и смртта. Небесен татко ја оплодува земјата, да се роди
негов наследник, потомок, предводник, жрец, актер, гласноговорник, пастор на стадото. Истата приказна се повторува уште еднашка во Дионисовиот театар. Деус, односно Бог, и го аплодува семела, земна жена, и се раѓа детето Дионис. Ние суштински го имаме тој пророчки момент на уметноста, кога уметникот воден од духот, со отворен дух, ги зборува зборовите на Создателот, зборува живи слова, кои даваат живот или смрт, оживотворува, лекува, исцелува, велми и упреку во античка Македонија. Театарот има исцелителна природа, а денеска тоа е несватливо. Значи се зборува за брак, за свет брак, за соединување, за новородение, за богородение, она што ние го имаме во Исуса Христа. Семокниот Татко го дава својот син, духовно безсемено се оплодува Дева Марија, слезен ангел, и се раѓа Бого човекот, од син човечки, да ни го покаже патот, како да станеме синови Божји, синови на Севишниот, сонаследници Божји, пријатели Божји, слуги Божји, раб Божји. Значи, духовно соединување, хиеросгамос, свет брак на кокинската кота, односно да се родиш повторно. Ако човек не се роди од вода и дух, не може да влезе во Царството Божјо. Ако некој не се роди од дозгора, не може да го види Царството Божјо. Ние зборуваме за повторно родение. Еден постар човек го прашува Исуса како повторно да се родам, да влезам ли повторно во утробата на мајка си. Тој зборува да го оставиш стариот човек на крстот и да се родиш одново во дух, да се родиш во Христовата крв, во Христовото распетие, да се оставиш себе си, стариот грешен, телесен човек, да се соединиш со духот на Таткото Небесен, во еден дух со него, едно тело, еден дух. Ете, затоа доаѓам на Кокино. Повторно доаѓаме до тој стих. Сега ќе го гледате небото отворено и како ангелите слегуваат и се искачуваат над небото. Зборува за Исус, Синот Божји, кој стана Син човечки, беше пратен на земјата. Јас сум живиот леп што слезе од небото и му дава живот на светот. Тоа е тоа живо слово кое треба да се всели во тебе, да те освети и осветли однатре, да го распламти твојот дух. Значи сончев лач поминува на Кокино низ 2-3 нишана и го осветлува едниот од седнатите на престолот Кокински во челото, што е символично, односно показно обредно телесно покажување на крштението во духот, на родение во дух, на новородение, богородение. И тогаш доаѓаме до другата кота, човек што повикува кон Бог, запишан во Светото Писмо и именуван и даруван и назначен македонец, кој вели:
дојди во Македонија и помогни ни, Господе Исусе Христе. Апостол Павле сонува сон, го сонува македонецот. Една-две страниски поназад, Дела апостолски 15-14, Семокниот татко вели: ке изберам народ што ќе го прослави моето име. И потоа апостолот Павле го сонува македонецот. Македонецот е човек кој го повикува Бог и ние зборуваме за заедништво, за едно тело со него, за духовна надградба, да не накалеми на лозата, да даваме многу род и род да принесете, чашата на благословот да се прелева и живи реки да потечат од нашите утроби. Кој доаѓа при мене нема никогаш да огладни, никогаш да ожедни. На едно место вели Исус: јас имам храна што вие не ја знаете. Мојата храна е да ја исполнувам волјата на оној кој ме прати. Работете за храна што не се расипува. Од иста храна јадевме, од иста карпа. Им вели исто така. Карпата на Исус. Ние зборуваме за духовна храна. Човек не се храни само од леп, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Ете, затоа доаѓам на Кокино. Тука повторно и јавно пред сите застанувам пред Семокниот татко и во името на Господ Исус Христос се предавам во негово владение, себе си, своето тело и душа кои се негови, се што имам на земјава, и Македонија ја враќам во негова собственост, зашто ние не можеме да ја задржиме, ни да ја додржиме. Кокино на царскиот македонски јазик на Александар Македонецот значи црвено. Тоа е капка крв од Исусовото распетие, материализирана во кота, да не подсетува како, зошто и кога се застанува и доаѓа пред Исуса Христа, сега и секогаш и во вечни времења, затоа што Македонија е папок на светот, не затоа што јас сакам така или сме се возгордеале, затоа што така запишал Семокниот Бог. Ете сум на Кокино, сончевиот лач доаѓа, почна да дува ветер и тонот што го снимавме од директниот настап се избриша, затоа што Семокниот Бог во дух сакаше друга приказна и сознание да протечат од Кокинската кота, а тоа е ова што тој го зборува низ мене. Не зборувам јас, туку Исус зборува низ мене. Он ги врши делата. Апостол Павле: јас не живеам, Исус живее во мене. Суштински, самиот дух што е вдахнат во нашата душа е дел од татковата љубов. Тоа е како капка дух кој треба да се распланти, да не освети, осветли, просветли, бидете светиот и јас сум свет. Повикани сме на просветлување и осветување. Те сакам, Господе Исусе Христе. Ребека Вест: културата во Македонија не е технички трик, туку духовна врска со Отецот Небесен и Неговиот Син Исус Христос. Добро согледување во дух. Амин. До Божјо Царство Небесно. Ете сум горе на котата. Блеснува сончевиот лач, ми се треперува душата.
ќе застанам пред мојот татко и создател, ќе го помолам со сета своја душа, со сиот свој разум, со сето свое срце и со сета негова сила, да дојде во моето срце, да се насели во него заедно со Исуса Христа, да направи сокровиште во него, да ме научи да ги љубам сите, да им простам на сите, никого да не осудам, да се покајам за секој грев, за гревовите на моите предци, со очите да гледам, со ушите да слушам и со срцето да разберам, да се покајам, да бидам исцелен. Господе Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Научи ме да љубам, да простувам, да се радувам со се што доаѓа, да ја прифатам Твојата волја во мојот живот, зашто Ти знаеш што е најдобро за мене. Ти ги давам клучевите од моето срце. Тебе Ти припаѓа, се предавам во Твои раце. На Тебе се надевам, во Тебе верувам, од десната страна во силата, да ги вршиш делата низ мене, Ти да зборуваш низ мене со живо слово, со меч на духот, изрекувам живот во секого од нас, исцелување за сите оние што ќе кажат: Господе Исусе Христе, оставам се во Твоите раце, дојди во мојот живот, во мојот дом и помогни ми. И повторно, како апостол Павле, повикуваме кон Тебе: Исусе, дојди во Македонија и помогни ми. Помогни ни да дојдат филјан луѓе, да не водат политичарите, водачите, да влезеш во нивните срца, да не крадат, да не лажат, да не го продаваат народот. Твојата света крв ја светоположувам врз секого од нас, врз македонскава земја. Те молам и за нашиве соседи, бугари, грци, арнаути, натосани европејци и сите други, да не ги негираат македонците, зашто Твоето слово не се брише. Пишано е во словото на животот: Македонија, македонци, благодатта Божја дадена на црквите македонски. Ке дојдам при вас, откако пропатувам по Македонија. Оти ке минам низ Македонија, да зборувам на сите човечки јазици, па дури и на ангелски. Рахмастихајам бих таламан, рахматисихам билахам бихти стахајам бихти ламан дирахастихилам бихти. Ако љубов немам, ништо не сум. Ако љубов немам, ништо не сум. А Ти си љубов, Татко мој небесен, и кој пребива во Тебе, пребива во љубовта. Ке дојдеме со Отецот и сокровиште ке направиме во Твоето срце, во моето срце, во сите срца, кои ќе се отворат кога Исус вели: ете, доаѓам, чукам на вратата. Кој ќе отвори, ќе вечерам со него. Те сакам, Господе Исусе Христе, Твојата љубов ме преплавува и изрекувам: бегај од мене, Сатано, и не враќај се повеќе во името Исусово. И изрекувам: бегај од Македонија, Сатано, и не враќај се повеќе во името Исусово. Ако вие останете во моите слова, пишано е, ќе бидете вистински мои ученици, ќе ја спознаете вистината
и вистината ќе ве ослободи. Исус е патот, вистината и животот. Сега знам нешто, а тогаш ќе знам како што ме познава. Бог, Он не гледа на лице, туку на срце, и ги знае намерите на срцата. Те сакам, Господе Исусе Христе, и денеска ја спроведувам Твојата власт што ми ја даде, и велам не за сатаната и смртта, да за Исус во моето срце, во Македонија, и лав и змеј убивам, и змија и отровница нагазувам, и ништо нема да ми напакости. Те сакам, Господе Исусе Христе. Ви давам власт да газите на змии и на скорпии, и ништо нема да ви напакости. И јас ти ја дадов власта. Ти владај со мене, ти учи ме, покажи ми како да пораснам во љубовта. Ете, затоа доаѓам на Кокино, за да застанам на сведен, на филјан-филјантен, на временска одредница, да застанам се уште жив на земјава, бидејќи луѓето без дух се мртви. На едно место се вели, тие се мртви и немаат дух. Се уште сум жив на земјата, застанувам пред семокниот Татко, коленичам и ги љубам неговите стапала. Исусе, Боже мој, сило моја, љубов моја, со Тебе можам да направам се. Сакам да го направам токму тоа се со Тебе, да се претопам во љубовта Твоја, која никогаш не престанува. За секогаш, Исус. За навек, Исус. Исус напред, ние по Него. Првиот и последниот. Алфа и Омега. Почеток и крај. Се е од Него и за Него создадено. И се преку Него се држи. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ти ми даваш сила да пораснам во љубовта, да минам низ иглени уши по духовната патека на вечната љубов. Амин. До Божјо Царство Небесно. И не заборавајте, Македонец не е само народно име. Тоа е духовна кота. Тоа е човек кој го повикува Исуса да се насели во неговото срце. Тоа е духовно родение. Тоа е како Кокино секој ден да застанеш пред Него и да му дозволиш да те научи да ги љубиш сите. Те сакам, Господе Исусе Христе. Останувам во Твојот мир, во Твојата сила и во Твојата љубов која никогаш не престанува. Слава Ти, Татко мој, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, како на небото, така и на земјата, така и во моето срце, така и во Твоето срце, во сите срца. Лебот наш насушен, дај ни го и денес, и прости ни ги долговите наши, како што и ние им ги простуваме на нашите должници, и не воведи во искушение, но избави не од лукаваго. Зашто Твое е царството, силата и славата во сите векови. Амин.